Драги гледачи, здраво живо и добредовте во новата авантура на Супер Звезда. Денеска каде се наоѓаме, дечки? Дали знаете каде е оваа локација? Кое село сме денеска, доени? Волково. Село Волково. Камерата може да покаже овдека да се види од страна како е малку ниви. Ете еден чичко има таму му мафтаме, дали не гледа чичко, не виде. Добро, не е битен. Тој битно е ова што се наоѓа овдека позади мене. Драги гледачи, од моја лева, ваша десна страна, тоа е што е ова, дечки? Така, дечки, ова е ветеринарен центар. Драги гледачи, денеска дојавме во азилот за кучиња. Кој све дојде овдека, прво да се представиме, па потоа ќе отидеме во натре да видиме што има, да видиме да почнеме да се представуваме. Филип, малку само, така, фала. Ајде да видиме, здраво за Елена. Здраво, Елена, како си, добре дојдена? Добро. Кажи ми ти, дали чуваш кучиња, мачки, нешто дома? Не. Никогаш до сега си немала некој животно дома? Порано чував куќа. А дали живееш во зграда или куќа? Во зграда. Тебе пред зграда има кучиња? Има едно мало бело. И што му правите, го тепате со камења? Не. Со стап? Го раним само. А му давате да јаде? Да. Значи му помагате на? Да. На кучето, благодарам, фала ти, лепотица, одиме кај Тамара, здраво Тамарче, шо преш? Браво. Ти, дали имаш некој животно дома, кажи ми? Не. Не чуваш ни куче, ни маче? Не. Живееш во куќа, стан? Во стан. Во стан имате пред станот, пред зградата, ваша некој куче, маче, нешто? Не. Нема ништо кај вас? Не. Бајана се обај тоа што нема ни куче, ни маче? Нормално. Одева мало, тамо нема куче, ни маче. Не. Добра, ти низ град кога шеташ си видела некаде кучиња маче? Да. И ги тепаш и ти со камења? Не. Не ги тепаш со камења, што им правиш? Ги ранам. Им даваш да јадат? Да. Браво, лепотица, фала ти многу, фала што си со нас денеска. Еј, оваа овде точка малава се вика како? Ана, здраво, шо правиш? Добре ни дојде Супер Звезда, како си добра? Дали ти имаш куче или маче? Маче имаш, куче немаш. Дали му даваш на твоето маче да јаде? А го тегнеш за опашка? Да. Го тегнеш за опашка, браво, јас ја тегнам мојата мачка понекогаш за опашка, ама само си играме. Здраво, лепотица? Теодора. Теодора, бе, кај си да пукнеш, шо правиш, добра? Да. Дали ти имаш куче или маче? Немаме. Ни куче, ни маче, ништо. Ништо. Живеете во куќа стан? Куќа. Тамо пред вашата куќа доаѓаат разни кучиња и мачи. Понекогаш. И што им правите? Па... Ги перкате? Не. Не ги чувате? Не, само ќе ги покалим со малци и ќе ги оставим. И ќе ги оставите. Ти благодарам што си со нас за Супер Звезда. Одиме да покажеме Мони. Здраво, Мони, добро ли си купува? Да. Прв пат си денес овде во едно вакво место, ветеринарен центар? Да. Си била некојаш друг пат на некој слично место? Не. Дали ти се допадна овде кај вака? Много. А што е тоа што ти се допадна? Ми се допадна... Не знам, дека се многу убави кучињата тоа. Дека носат, значи, кучиња од сите страни, дека чичковците се грижат и ги прават да бидат на крајот многу убави, така? Да. Ти имаш нека куче маченце? Има мачка. Имаш мачка и што и правиш на мачката? Ја гњавам. Гњавиш има одредиве. Ама вистински ја гњавиш или само си играш? Па си играм ја кава. Си играш, чекај да ти видиме рацете. Ти вистински кога би ја гњавила, таа многу би те гребела. Еве, не си многу згребена, значи не ја гњавиш многу твојата мачка. Што мислиш за тие кучиња и мачиња што се шетаат по улиците? Дали треба да им помагаме, дали треба да им даваме храна или треба да ги тепаме со камења и со стап? Треба да им помагам. Треба да ги сакаме. Ти благодарам. Фала што си со нас. Одиме да ја презентираме оваа женска што се вика Моника. Моника, кај си, добре ни дојде Супер Звезда. Шо правиш? Ништо. И ти си прв пат на вакво место? Да. Ти чуваш кучиња мачиња? Не. Ништо немаш дома? Не. Би сакала ли да имаш некој кучиња? Сакам куче да имам. Сакаш куче, какво куче сакаш? Пекинезар. Пекинезар, браво. Може би сме на вистинското место, може има некој пекинезар во натрене, пред врата има, може и камерата да ги покаже неколку кучиња ондека. Не ги видиме дали има некој пекинезар меѓу нив. Мони, ги знаеш ти кучињава сорти да расија? Па не. Гледаш некој пекинезар тука? Нема. Ја не гледам, ќе видиме во натре, драги гледачи, одиме да влеземе во натре малце подоцна, само да ја покажеме оваа згодна женска што се вика. Михаела. Михаела, ти сакаш кучиња? Помалку. Да, страв ти од кучиња, кажи ме. Да. Преска разговаравме, ти ми кажи дека се плашиш. Денеска имаш страх да влезеш во ветеринариот центар? Малку. Еве ги батковците и тетките, ветеринарите, тие доаѓаат тука, имаат часови и вежбаат и чим тие не се плашат да влезат, не би требало ни ние. А ова во рацете на Нерма што е Нерма? Куче. Кај го најдобе Нерма? На пат. Гледа што е убаво, ове, кажи ми братичко, машко, женско е, успеа да видиш што е? Женско. Женско е. И денеска го донесеме овдека во ветеринариот центар. За да му помогне дека кива помалку. Кива, кашла и го вади јазикот надвор по едно 2,5-3 сантиметра, што не е вообичаено вака да прави, мислам се чудно се однесува. Чекај го видиме, малечко е многу, а? Па малечко има 2 месеца. Толку има од прилика 2 месеца или може би не? Има.
има 2 месеца. Добро, денес ќе видиме дали ќе можат овде чичковците и тетките му помогнат и за крај да ги покажеме уште кого не го покажаме. Филип, здраво за Филип. Филип, шо преш? Ништа. Шо си волку насмеал дете? А? Куче, маче имаш ли некој, не ми кажеш? Немам. Ни куче, ни маче, не чуваш дома ништо? Ништа. Сакаш да чуваш куче, маче? Куче. Се плашиш ти од животот? Не. Ти кога ги гледаш вака на улица кучиња, мачиња таму кај тебе во мало ги има? Па ретко. Ги влечеш за опашка? Не. Ги тепаш? Не. Значи ти им викаш чибу, мораш да ги перкаш кучињата или не? Не. Да со сите добро се однесуваш. Браво, Филип, да си жив и здрав да пукне. Филип, супер, кого не го покажам? Еј, оваа згодна девојка, МЧ, здраво, добре ни дојава супер зеда, шо преш? Ево ништо сега, ќе одиме кај Батковците, нели, да, се радуваше ти денес дека ќе те носиме на вако Се место? радувам затоа што јас многу сакам кучиња, имам дома 2 мачки. Да, ако ќе пораснеш, шо сакаш да станеш? Ветеринар. Браво. Емче, денеска сме на вистинско место, еве ги тие батковци и момчиња, ги покажам преска. Тетки и батковци, се извинувам. Значи, нашите ветеринари тука се тие денеска. Емче, ти кога ќе видиш куче на улица, што му правиш? Го земам и го носам дома например, неколку минути го носам дома, му давам јадење, го нахранувам и после го пуштам. Ич не го тегнеш за опашка? Не, што е греот ако го тегнам за опашка. Греото е точно, фала ти. Емче, и за крај да покажеме Сара да пукне. Здраво, Сарче, како се зове? Добра. Прв пат си денеска на вакво место? Во село си била друг пат? Па да. Ама во Волку интересно село до сега не си била предпоставена. Да. Еве, денес одиме во ветеринарниот центар, дали ти сакаш животни? Сакам. Се плашиш од нив? Не. Чуваш дома нешто? Чувам папагал. Папагал како? Малечок, среден или голем? Малечок. Малечок, тигрица е предпоставам, таков е? Зборува? Не. Него го влечеш за опаш, му кинеш пердови и што му правиш? Не. Со животните какви треба да бидеме? Треба да бидеме предпазливи. Треба да бидеме добри, треба да бидеме внимателни, му даваш на својот папагал да јаде? Да. А кучиња влечеш за опашка надвор на улица? Не. Не ги влечам ни јас. И сега што да им кажем на нашите гледачи, кога ќе видат куче на улица, што да му прават? Да го галат, да го тепаат со камења? Не. Да го влечат за опашка? Не. Да го тураат со вода одгоре? Не. Да го тепаат со снег во зима? Не. Значи да му направат нешто за да му биде добро, да му биде убаво. Впрочем, овие чичковци и тетки овде и нашите драги батковци, како што денеска дојдовме во ветеринарен центар, развилот за кучиња, прават така, им прават добро на сите кучиња. Сега ќе пратиме бакнежи за тоа на нашите гледачи. Ќе ги гуштеме, ќе им кажеме дека многу ги сакаме, тие да не почекаат, по рекламите се гледаме повторно, а ние во меѓувреме одиме внатре да видиме што све се случува во азилот за кучиња. А драги гледачи, за неколку минути ќе се приклучите и вие заедно со нас. Одиме внатре. Чао. Интернет. Сега веќе сме на вистинското место, драги гледачи. Каде дојдовме и што дојдовме, ќе ни објасни господинот Борис Кузмановски. Здраво за Борис, како си? Добре дојдовте, добре. Ала, добре ме најдовме да му кажеме здраво, чичко Борис или Батко Борис? Батко Борис, здраво. Батко Борис, што е твојата работа овде? Мојата работа е тука, работам како ветеринар и се грижам за овие бездомни кучиња да бидат здрави, прави и изнесени на прав пат. Така, ние видовме од патот кога дававме најава, значи покажавме овде пишува ветеринарен центар. Што точно е значи оваа институција, да ја представиме гледачите да знаат каде денес супер звездите дојдоа? Така. Ветеринарен центар е од прошлите кираџи кои беа тука. Моментално сега сме ние нови од 2003 година. Ние се викаме Хунде азил, на германски значи кучешки азил, и нашата главна цел е да се грижиме за овие бездомни кучиња кои ги има во голем број во нашиот град. Дали вие дечки значи сте виделе вакви кучиња на улиците, онаму каде што живеете, низ населбите, покрај куќите, гледате секојдневно, така? Им кажавме на нашите гледачи дека треба да се грижиме за нив, нели? Дали треба кучињата значи уште еднаш како повториме да ги тепаме со камења? Не. Да ги влечеме за опашка? Не. Во зима со снег да ги малтретираме? Не. Да им зимаме кога имаат нешто за јадење? Не. Напротив, што треба да им дадеме? Да им дадеме храна. Да им помагаме. Ете, браво. Нерма, тука сме ние на правото место, се надам. Значи, што требаше да го прашаме да чичко Борис? Колку години цица кучето, например малото куче, до колку месеци цица? Еве, Нерма има сега едно интересно прашање, да видиме, значи да оцениме колку е старо ова кученце, до колку месеци цица кучето. Така, ова кученце е старо негде околу месец дена
Иначе се уште со мајка и цица до 2 до 2,5 месеци. После тоа мајката го одбива и тој е пропуштен само на себе. Значи, ние, бидејќи го најдовме тука на патот ова кученце, дали е вистинско место во овој азил да се донесе ова куче и дали вие ќе може да се погрижите за него? Така, ова кученце е мало, значи оно ќе иде да се храни со млеко, претежно значи исхраната му биде со млеко и пошто е толку мало го ставаме одма на програма за посвојување, така да некои совесни граѓани кои сака да си има куче, доаѓаат луѓе тука, доколку некој го бенди сигурно ќе биде вдома. А убаво е тоа да, значи, да кажеме, значи, освен тоа што има вашиот центар активности да се грижи за кучињата, има и меѓу другите активности и таква активност посвојување. Значи ги давате кучињата онаму каде што луѓе сакаат да ги примат, каде што има услови да отидат понатаму. Така, да, затоа што некои луѓе нели сакаат да си чуваат дома куче, меѓутоа од икс причини не може да најдат секаде. Ние тука постојано имаме еден одреден број на мали кученца кои се достапни во таа програма за посвојување. Значи, они си доаѓаат тука, се бендисуваат некои кученце и од тој ден натаму, кога ќе го вдомат кучето, кога ќе го посвојат, они се грижат комплетно за него. Благодарам. Ајде одиме сега со следното прашање. Ева Сара. Сара, повеле? Здраво, јас сум Сара и сакам да го прашам Чичко Борис колку кучиња до сега било во овој центар. Ајде Чичко Борис, значи од почетокот на вашето постоење 2003 година беше тоа? Да, септември 2003, сега сме мај или 2005. Колку вкупно е тоа? Година и пол отприлика. Нешто повеќе од година и пол. Така. Колку кучиња поминале низ вашиот центар до сега? До сега имаат поминато околу 960 кучиња. Опа, тоа е некаде, отприлика, дечиња да како сте се математика добре. По 2 кучиња на ден, така му доаѓа просек отприлика. Па најверојатно да, до крајот на месецот ќе исполниме бројката сигурно и така. И така да тоа ни е баш драго да ја достигнеме таа цифра. А 220 кучиња имаме в доме, значи тука и 20 кучиња има во Швајцарија. 25 ги пратевте гастробајтери во странството? Гастробајтери во странство и тоа во многу богати фамилии, така да некои од нашите колеги посакаат да бидат посвоени они. Сакаат и колегите да одат сите таму. Сакате ли ви нас да не посвојат во Швајцарија? Има некој против? Нема, едногласно одиме и ние. Добро, следното прашање го поставува кој? Повели го. Здраво, јас сум Емче и сакам да го прашам Чичко Борис какви се кучиња има да дојдено тука во овој центар. Многу убаво прашање. Фала ти, Емче. Ајде да видиме, Батко Борис да ни каже, значи, какви кучиња истравматизирани, гладни, прегладнети, болни, какви кучиња во суштина доаѓаат? Вака, ние пошто сме комунитарно друштво, кај нас доаѓаат главно кучиња бездомни, кои се наоѓаат на улица, болни, гладни, осакатени или било како повредени, значи ние тука ги прифаќаме, ги лекуваме, ги подигаме на здрави нозе и после одреден период, доколку никој не го посвои тоа куче, се враќа на местото каде што е земено. А кој ги носи кучињата овде, Батко Борис? Значи сами доаѓаат тие? Па некои сами доаѓаат. А има кучиња сами што доаѓаат? Да, имаат сами, пошто ние тука даваме бесплатна храна. Дали знаат дека овде има лапачка и доаѓаат овде на јадење? Има лапачка, има и тоа добра лапачка. Луѓето, значи совесни граѓани, љубители на животни. Деца исто ни носат кучиња. Значи било кој ги сака животните од најразлични профили, најразлична возраст доаѓаат тука кај нас. Тоа е едната страна, а другата страна е ветеринарна болница, има служба за заловување на кучиња. Така да кога работат и они, значи кога ќе им порачаме, кога капацитетот нас ќе биде неисполнет, значи празен, и нарачуваме одреден број на кучиња, така да и оние вршат таа функција. Супер, ти благодарам. Ајде се годиме понатаму, да, повели Злата. Здраво, јас сум Михаил Пешевски и сакам да го прашам Чичко Боро дали треба да имаме страф од кучињата. Шубаво прашање, Михаела, браво. Треба ли да се плашиме значи од кучиња? Доколку што гледам вака како ги држите кучињата, немате страф. А битно е тука да кажеме дека Михаела има страф од кучиња, она се плаши, ова е незината сестра Моника. Моника не се плаши, камера на Моника. Моника држи, Гали и сака кучиња. Секогаш Мони се ваква со кучиња? Да. Од секогаш ги сакаш? Да. А ти, Михаела, се плашиш? Помалку. Михаела се плаши помалку. Добро, значи дали треба да се плашиме од кучиња? Не треба воопште, само треба да се одбере правиот пристап према кучето, како и према секое животно, што е различно. Пристапот кон куче е, значи, доколку го видите, да поставите визуелен контакт, значи очи со очи, клекнувате доле, му ја пружате раката напред, и она ќе дојде, ќе ја помирисе раката и така се спријателувате на еден начин.
и после тоа може да го погалите. Значи куќето прво треба да не прифати пред да го погалиме, а не ние да го уплашиме куќето со раката директно вака да му дојдеме. Така, затоа што кучињата не касаат од што сакаат да касаат, него касаат од страв. Касаат од страв, значи за да се одбрана. За да се одбранат, да. Мислам дека ние нешто лошо ќе им направиме, тие не ги знаат нашите намери. Да, така, во главно е тоа. Алечко Борис, сега да идеме, има ли уште некои прашања? Аз згодна девојка овде, драги гледачи, сега ќе праша. Јас сум Тамара и сакам да го прашам Чичко Борис, бидејќи вела дека сите луѓе велат дека кучето е најдобар пријател на човекот. Дали тоа е навистина така или има некој живот што е подобар пријател на човекот од толку кучето? Какво прекрасно прашање. Браво, ајде да видиме сега дали кучето вистински е најдобриот пријател на човекот. Беше името? Тамара, прашање на место, можам да ти кажам слободно дека нема поголем пријател од кучето за човекот. Кога ќе прифатите некој куче од мал или од било која големина, од било која возраст, тоа со тек на време, не со тек на време од почетокот ќе ви ја даде сета возможна љубов што може да ви ја даде. И верувајте дека тоа е нешто што не се не може да се купи ни со пари, нити пак да се замени со нешто друго. Така. Значи, дефинитивниот одговор е да, кучето е најдобар пријател на човекот, драги гледачи, супер. А мачката? Мачки дали има? Мачки нема, затоа што не смееме да ги мешаме. Значи, да не преглутни се тука голема хајка. Ја настане голем хаос ако тоа, значи, мачки и кучиња овдека не знае. Нема шанси, да. Понатаму ние имаме изготвено проекти за мачките, меѓутоа, пошто сега работиме моментално со кучињата, не го водиме тој проект, али со тек на време се надам дека ќе се створат услови за тоа. За да има друго место, значи да има и центар за мачки. Да, затоа што тие мора да бидат одделени, пошто не ги се мразат. Да не сакаат да се видат едни со други. Знам, апсолутно супер, добра. Да видиме дали ова кученце има некакво прашање да видиме. Здраво, Злото? Не, тоа нема прашање. Дали Филип има прашање? Филип, кој е твоето прашање? Моето прашање е со што се хранат кучињата. Така, ајде сега да прашаме со што и како се хранат кучињата. Да го прашаме. Тоа можеме Игор да го прашаме, пошто он е одговорен за хранење. Игор е тука, здраво, еве да го презентираме нашите гледачи. Здраво, Игор, како си, дали си добар? Добар. Добре ни дојде во Супер звезда. Добро, најдов. Чувме дека ти си главен овдека одговорен за хранење на кучињата. Да, ја ги хранам кучињата. Значи, ни интересира како се хранат. Се, што ти ги хранев, ги хранам со леп и паштета. Големите и малите им става млеко, попара и сува храна. Колку пати на ден јадат овие кучиња? Па, големите еднаш, а малите 2 пати. Големите кучиња јадат еднашка? Еднаш. А помалите да помали, повеќе пати јадат? Па, помалку, почесто. А тие јадат почесто, а јадат помалку. Да. Благодарам. Игор, што е друго твојата функција овде, освен тоа што им даваш храна на кучињата? Па и за нивната хигиена, да им зачистам. Се грижи, значи, за тоа да има чисто место таму каде што живеат, да се чувствуваат удобно, комфортно, исто како дома? Да. Ти благодарам, Игор. Фала ти многу. Одиме уште едно прашање овдека да видиме. Здраво, јас сум Теодора и сакам да го прашам Батко Борис до кога седат кучињата тука кај нив? Значи, колку време седат кучињата во вашиот центар? Така, супер прашање. Кога ќе влезе кучето во нашиот центар, ние вршиме комплетен преглед на кучето. Доколку се постави дека е здраво, онда иде на програма за стерилизација. Тоа ќе пројде таа програма за стерилизација, онда иде на програма за удомување. И во тој меѓу период кучето се опоравува, значи од операцијата. Доколку не се посвои во тој период од 20 до 25, па и некад и 30 дена, онда кучето се враќа на местото каде што е земено или човекот што го донел, што си го чуваат луѓето пред града, куќа или било каде, се улуваме, доаѓа и си го зема кучето. Доколку кучето е болно, изгладнето или повредено на било кој начин, ние тука го лечиме и скрена следи се до моментот додека не се опорави. Кога ќе се опорави, е слободно да го напушти нашиот стационар. Значи ние може слободно се каже дека функционираме како еден вид на болница за бездомните кучиња, бидејќи за нив никој не се грижи, нели? За тие кучиња кои има собственици, се грижат собствениците, се ги носат по приватни ординации. Овие кучиња се оставени сепак на милост и немилост? Да, сепак на милост и немилост и ние тука ги прифаќаме, ги лечиме, ги третираме и се надеваме дека правиме нешто добро. Апсолутно правите нешто добро. Дали дечки сте расположени сега да завртиме еден круг околу и да видиме што се има овдека во овој стационар? Сакате да отидеме малку да прошетаме? Да. Има некој против?
Кој е да шетаме? Да крене рака? Драги гледачи, шетаме. Малку за доцнија сепак на време, Кирил и Лазар се наоѓаат до мене. Здраво, Кирил, добар си? Абе, колку години имаш ти? 7 години, а колку девојки имаш ти на 7 години? Николку. Зафркаваш, ја чув дека имаш 6. Каде одиш, кажи ми, во школу или во забавиште? Во забавиште. Кој забавиште? Орце Никола. Орце Никола, браво. Ди мафнеме на сите од забавиштето Орце Никола. Многу мафтење за сите тамо. Здраво за Лазар. Лазар, како си ти? Добро. И ти одиш во Орце Никола? Да. Што правите тамо? Ништо. Се кушкате, се сакате, играте, се тепате? Помалку. Играме песни. Играте на песни, а женска имаш нека? Не. И ти и Кирил двајцата немате. Леле, страшно. А што ќе станете кога ќе пораснете големи? Ја доктор. Ти доктор, а ти Кирил? Ветеринар. Ветеринар. Ние се прашувавме што прават тие чичковци одека со бели мантели, одговорот ќе ни го даде професорот Владимир Петков. Така ли беше професор? Здраво, живо професорот, добре дошол во Супер Звезда. Добро ви најдов. Многу гушки, бацки сакање за нашиот професор кој денеска ни е гостин овдека во Супер Звезда. Значи што бараат професорот тие момчиња и девојчиња со бели мантели овдека? Тие момчиња со бели мантели одека ми помагаат да ги лечиме кучињата, односно да го очуваме нивното здравје. Всушност, Хунде Азил, кој е друштво за заштита на животни, граѓанско друштво, има склучен договор со факултетот за ветеринарна медицина и тука се одвиваат практичната настава на факултетот. Студентите тука се сознаваат со сите болести што може да ги најдеме тука, ни помагаат во лечењето, бидејќи ова друштво се финансира со доброволни прилози на граѓаните, така да секоја помош ни е добро дојдена за да успееме да ги чуваме овие кученца да бидат здрави и да ги вратиме на улица. Тоа беше мене многу битно, значи како обстојува еден ваков центар, од каде добивате вие средства, кој тоа вас ве помага? Обстојуваме со донации. Првата идеја, односно идејата за отварање овој центар го имаше швајцарското друштво, кој исто така се вика Хунде Азил, кој е регистрирано во Цирих. Тоа се госпоѓата Наталија и Мартин Ваксенбергер. Со нивна помош се отвори ова друштво. Они се фактички и главните финансиери на ова друштво. Од последно време имаме финансии и поддршка од група на граѓани кои се љубители на животните. Во Македонија се тие? Во Македонија. Значи имаме и наши група граѓани кои што се секираат и сакаат животните, сакаат да им помогнат на некој начин. Да, има и такви во Македонија кои помагаат. Нормално. Колку поише финансии дојдат, тоа е подобро, поише да има, затоа што можам слободно да кажам, малце купуриме со финансите кои ни се потребни за храна, за лекови. Имаме договор со неколку прехранбени индустрии кои ни даваат храна за овие кученца, да не ги купуваме, тука ние скапа ставка. Апсолутно, да, многу кучиња има. Многу кучиња, многу храна, на крај многу пари. Многу пари. Така, сите оние кои што сакаат да помогнат, например, каде и како можат да се обратат овде до вас? Па може да се обратат, да дојдат директно во Волково, тука, или да се јават на нашиот телефон, кој е 205 3 305. 205 3 305, значи сите заинтересирани за да помогнат овдека чувањето на животните за овие прекрасни младачки кученца, за да ги вратиме во добра форма, да ги вратиме здрави и живи повторно на улиците, може да дојдат или да се јават овдека да донираат средства или храна. Не требат и средства, бидејќи многу често кучињата доаѓаат изгладнати, неизбањати, полни со паразити, со болни, па ни треба средства за тоа, не ги доведеме на убава состојба. Им стават инекции на кучињата? Да, ако се болни, им ставаме инекции. Затоа ни помагаат и факултетот, студентите со своите професори и асистенти, кои тука се одржуваат вежбите, практичната настава и се што е она нешто болно се изредува диагноза, се дава терапија соодветна и кога ќе се излечи, ако во случај не се посветува кученце, тогаш мора да го вратиме на улица назад. Од каде што е земено, но средено, дотерано, направено. Да, никогаш не сме да се врати болно куче, гладно куче,
туку секогаш мора да биде тоа излечено, дотерано, избањето, Пострекно било кога до тогаш. Пострекно било кога до тогаш. Благодарам. Одиме со следното прашање. Здраво, јас сум Мелана и сакам да прашам од што се состои овој центар. Прекрасно прашање. Шкованчо, од што се состои овој центар овде? Па овој центар се состои прво од еден многу голем двор, да кажеме релативно голем двор и неколку објекти. Поголемиот дел се кафези, кај што се чуваат кучињата, и имаме неколку простори каде што има хируршка сала, магазин кај што се чуваат лековите, онака како што треба да се чуваат лековите, секој има посебно решени услови како треба да се чува. Имаме канцеларија, имаме просторија каде што се мијат нивните садови. Така, мене ме интересира што е ова, да покажеме ви гледачите да видат овдека позади има некоја као куќарка. Тие се две куќарки во кои се покриени, кои се полни со кафези, каде што се чуваат кучињата преку ног, обично преку ден се пушта да се истрчаат. На крај има еден голем двор каде што ги пуштаме исто така да се истрчаат колку што можат повише, а навечер ги затвараме кучињата, кога више ќе бидат хранети, за да можат убаво да се спијат, и е тоа све под кров за случај на не дува, не им биде ладно и да не бидат наводени. Благодарам. Значи секој куќа си има свој кафе, си спие само. Некои кафези се големи, па тогаш ги ставаме по неколку куќенца заедно. Оние што се играат заедно, што не се љути едни према други, да не се степаат, има и такви случаи. А тоа е и убаво, пошто они например тој голем кафези си играат, а ако им ладно се гушкаат и така на тој начин се топлат. Благодарам, супер. Мај одиме понатаму. Здраво, јас сум Кирил и сакам да прашам дали тука има и лоши кучиња. Супер, Шкованчо. Дали овдека имате и лоши кучиња? Па понекогаш се наоѓа, се фаќа понекогаш и некој лошо куче. Тоа куче прво е само во кафез, да не има другите кучиња, но он се неколку дена и тоа се сприпитомува со давањето на храна, он осеќа дека сме тука со добра волја према него, ќе се сприпитоми, ќе биде мирно, ќе стане добро. Да, ќе стане добро и тогаш го пуштаме да трча заедно со други. Нашите гледачи е многу битно да знаат зошто некои кучиња стануваат лоши. Ние луѓето ги правиме да станат лоши. Па во најголем број ние луѓето ги правиме лоши. Например, ако едно мало кученце почнеме уште од малечко да го малтретираме, да го тепаме, тоа нормално ќе ги замрзе луѓето, ќе гледа на некој начин да им се осмее. А уште од малечко ако му дадеме љубов, го мазиме, му даваме јадење, никој не го тепа, и мислам дека сите луѓе се добри и нема да има никаков проблем. И ќе сака да се дружи, И ќе сака да се дружи, ќе трча едно по луѓето да се игра, а не да направи некако лошо на луѓето. Да. Тоа е една од нашите активности во програмата, да тука собираме школи, градинки и да им објасниме што значи куче, како да се однесуваат луѓето со кучињата, што да прават ако им дојде некој големо куче, да не се плашат од него, да не бегаат од него, да не трчаат, затоа што секој трчање на човекот кучето го сваќа како игра и почнува да трча по него, а во тој случај може и да го касне. Така, значи ние при трчањето мавтаме, он мисли дека ние сакаме него да го удриме и во самоодбрана ќе не гризне. Така, значи ние сепак не сме првите деца кои дошле овдека. Не. Има тука до сега дојдено 4-5 градинки, на кои, како да кажеме, еднодневна екскурзија. Ова е идеално место за екскурзија, драги гледачи, ја да појасна малку идеално. Објаснуваме што е кучето, како се храни, како треба да му придат на кученце, како треба да го галат, да не го малтретираат. Сите работи што се врзани со кученце и им даваме можност кој сака покасно да дојде со родителите да си посвои некој. Благодарам многу. Дали би сакале дечки сега да одиме и да видиме салата каде што прават операции на кучињата, каде што ги оперираат? Сакате, сте биле до сега на таква место? Јас не сум била. Сте виделе некогаш операциона сала во болница некаде? Јас само на филмови. Само на филмови. А вака дали сте виделе некаде за кучиња како изгледа, значи местото каде што ги носат, ако се повредени да ги оперираат, да им извадат нешто што им е вишак? Да, што им е вишак, има нешто вишак. Да. Се случува да имаат по нешто повеќе? Се случува по нешто повеќе да има, бидејќи тука ги кастрираме кучињата за да не можат понатаму да се размножуваат. Значи кастрирање што значи процес? Кастрирање значи процес со кој се онемозвожува понатаму они да имаат мали кученца. Така, и нема да може да има уште нестрекни кучиња на улицата само. Да.
Значи на тој начин им се помага на кучињата. На тој начин се помага кучињата да нема во градот многу кучиња без домици, туку да има повише кучиња, ама со собственици кои ќе се грижат за нив, а не да бидат пуштени на улица. Одлично. Јас сум сега да појдеме да видиме понатре. Расположени сте? Тргнуваме? Ајде, гледачите доаѓаат по нас. Влегуваме понатре. Неверојатно новистините, дечки, кај се наоѓа? А? Во операциона зала за кучиња, драги гледачи, до сега сме билели на вакво место, а? Да им пратиме бакнежи од овде на нашите драги гледачи. Драги гледачи, супер знаете, денеска се во операциона сала за кучиња, неверојатно, сепак новистините тука е Батко Горан Николовски до мене, кој е магистар по ветеринарни науки, така е? Да, здраво, Дарко. Добро ни дојде во Супер Звезда. Подобро ве најдов, многу ми е мило вака со голем вредна дечиња што дојдете овде, малку да видите нешто во тајните ветеринарната медицина. Благодариме многу што не пуштивте и не примивте на гости овде кај вас. Ние сме прв пат овде, интересно ли ви е, дечки? Да. На вакво место не сме биле до сега. Ете, сега супер да покажеме, значи, што се има на ова место, што се работи. Да, моментално работиме еден преглед на едно болно кученце кој веќе неколку дена е кај нас дојдено. Колегите моите од факултет, студентите се должни да извршат еден преглед на кученцето, да измерат температура, измерат пулс, да видат дишењето, ги видат промените на одредени делови од болните органи кои се зафатени, да ги прегледат и после тоа заеднички со дискусија да земиме крв, крача, се што треба, па да го испитаме тоа и да видиме под која терапија значи кучето ќе се третира. Значи, овде каде вие за животните се грижите потполно исто како што во болниците се грижат за луѓето. Па веќе може да се каже полека, значи на секое животно кое некогаш болно е наша грижа да го излечиме, односно да го дадеме во една нормална состојба на самиот организам. Овде каде вие одржувате вежби редовно? Редовно вежби со колегите од факултет за ветеринарна медицина, моите студенти се стават како За студентите да им пратиме бакнежи, ги покажеме на камерата, ајде камера ги покажеме брзо, бакнежи, гушки, сакање, маптања за нашите гледачи. Дали се добри студенти? Студенти кои што се тука? Па не само овие кои што се тука, него повеќето се стварно добри студенти, добро. Некогаш нормално постои повеќе и некој однос по-професионален кој едноставно ги тераме се повеќе на работа, затоа што сепак ветеринарната медицина е наука која бара многу работа. Одлично, јас имам неколку прашања за нив. Камера, одиме од таа страна да видите што сакам да ги прашам нив. Еве сега здраво за Мирче. Здраво Мирче, како си? Добро. Сега ова е топомер. Моја должност е да ми измерам температура на кучето. Се гледа дека е болно, па да видиме дали тоа е еден од симптомите што треба да се испита за за поставување точно диагноза за кучето. Ти благодарам. Сега ме интересира да ми кажеш зашто ти во животот реши станеш ветеринар? Па зашто за ветеринар? Па јас као децата мали, прва работа беше љубопитноста кон животните, веќе се знаеше како е за да се стане доктор за луѓе. Мислам сепак луѓето може да се кажат што се болни и како се болни, али сепак кучињата се тие што имат уста нема збор. И така да голема љубопитност, сакам да видам како да се биде доктор за животните. Дали сега може да покажеме гледачите да видат како се мери температура? Па се мери температура исто и кај луѓето со одличен топломер, тоа термометар. Да, нечесто мерам под мишка, например. Мишка, само што кај животните се мери во анусот, во задното црево што е. Значи во газото, да кажеме дечињата да разберат одма, во газото ќе го мериме, значи да ќе мериме температура. Да. Ајде да покажеме, може камерата да покаже, зашто не е тоа ништо страшно, драги гледачи, по мене, ево кучето, ево газото, покажете се овде, еве тука значи мериме сега температурата. Да видиме и колку треба да е температурата на кученцето. Па треба сега да се види да постои термометрот околу 5 минути, па да се види колка ќе биде температурата. Ќе се навратиме подоцна на температурата. Мирче, ти благодарам. Драги гледачи, по мене, камера вамо, одиме сега да го представиме следниот колега кој се вика. Здраво, јас сум Мирко. Здраво Мирко, како си? Добар сум. Мирко, кажи ми, исто ме интересира, што тебе те натера ти да станеш ветеринар? Што ме натера мене да станам ветеринар? Интересно, да им помогне на кучињата. Ти благодарам. Голема љубов да ќе приеме. Ова што го носиш што е? Ова се вика стетоскоп. И со стетоскопот што се прави? Стетоскопот слушаме срцето како работи, како дише кучињата и така. Благодарам. Одиме понатаму да го представиме и овој ваш колега кој што се вика. Здраво, Љупчо. Здраво Љупчо, како си Љупчо? Супер. Прв пат на телевизија? Не баш прв пат, али? Али прв пат во Супер Звезда овој пат. Кажи ми, животните ги сакаш од мал? Да. Дали чуваш некакво животно? Да. Имаш
Имаш кокер Шпанија, браво, дали се чуваме тоаш мачка, папагал или само кучиња се чуваме се? До сега имам чувано морско прасе и кратко време одржавав една игуана кај ни пријатели. Браво, скажи ми што те натера тебе да станеш ветеринар? Па, љубовта кон животните и едноставно тоа што ние мала семејна традиција. Ваша семејна традиција. Ти благодарам, фала ти. Мирко, одиме понатаму. Овој прекрасен дечко се вика Никола, јас. Никола, добре дојаво, супер звезда. Прв пат си на телевизија? Добре најдовте. Не сум прв на телевизија. Да, ништо страшно. Така, можеш да ми кажеш значи што е ова овдека и за што служи? Ова овдека служи за инфузија, значи, тука се овие се две шишенца во кои има раствор, значи, кои на животните им се дава инфузија, кои животни се истоштени, например, дали кучињата или мачките, кога се истоштени, а не може да примат храна. Се дава на вештачки, по вештачки дава? Ова се дава преку игла, значи се преку вената се. Директно во вената им вбризгуваме храна и значи кучето го правиме повторно да биде нахрането, иако тоа не го примува преку уста. Само за енергија да му даде на кучето, значи не може да го најаде практично кучето, и да му даде една енергија за да може понатака во наредните 2 дена, пример, да може да издржи терапијата. Благодарам. Што те натера да ми кажеш уште за крај да станеш ветеринар? Мене како дете можеби ме лажеле, ми рекоа дека ако станам ветеринар ќе го научам јазикот на животните, значи јазикот што никој не го разбира. Па така, ја пред се станав ветеринар за да им помогнам на животните. Почна да се учи јазикот, полека. Почна да се учи јазикот. Ти благодарам. И дали ја сакаш оваа струка? Да, многу ја сакам. Фала ти многу. Одиме понатаму. Еве уште една дадичка, овде недавно. Здраво, за? Здраво, Душица. Здраво, Душица, како си, Душица? Супер, одлично. Прв пат на телевизија? Па не баш. Не е баш. Кажи ми, што правиш ти со животните? Па моментално имам должност да го пребришувам кученцето. Околу носото, бидејќи нели носот постојано треба да биде чисто, влажно, тоа не е вообичаено со кучево, значи има проблеми, треба да му ставам исто така и маска од витамина, за да не го биде суво. Тоа е тоа. Значи ќе видиме во текот на овој зафат овде што ќе го направиме мал зафат овде, каква е твојата грижа према животот? Така, добро, до душа не е само тоа, него моментално е тоа. А грижата е многу поголема. Така, кажи ми сега што е тоа што те натера да станеш ветеринар во животот, моето прашање си тоа? Вака, јас ко прво имам завршено средно медицина, значи имам заклучено многу голема разлика постои помеѓу доктор по ветеринарна медицина и доктор по хумана медицина. Ветеринарите за разлика од другиве доктори, мислам дека ги сакаат пациентите. Така, имам лошо искуство со нив, затоа. Благодарам. И дојдов од Фала ти, фала ти многу и за крај да го представиме и Јас сум Ивица. Ивица, добри ден, во супер звезда, како си Ивица? Супер добро вена. Ти имаш вакво. Видите сите, значи овде сте добро опремени. Да, сите сме опремени. Зашто служат на пример овие препарати, да кажеме за крај вака, на кратко. И овие се тие некои лекови на пример со кои што им помагаат на животот? Инфекциони средства и лекови, така нешто. Што ќе биде твојата функција денеска? Мојата функција денеска е мерење на пулс на животното. Ќе мериме пулс исто како кај човек може и кај животно да се одреди? Да, во текот на една минута се вклучува штопарка и мериме пулс. Значи која година си сега моментално? Сега честите овие што сме студенти, сега сме трета година на факултет за ветеринарна медицина. И страшно ли е да се биде ветеринар? Не, тоа работа. Тама работа. Што е тоа што те натера ти да станеш ветеринар? Па иначе влюбени сум во ловчески кучиња, па тука и се влюби во сите животни. Да, во сите животни се во последно време се повеќе ме привлекуваат преживни животни, но нема веза. Иако сега сме на непреживни. Јас ти благодарам, почитувани гледачи, се враќаме кај професорот да видиме сега како ќе се одвива прегледот на ова болно кученце овдека што се наоѓа кај нас овдека пред сите нас. Значи професоре, како ќе продолжиме понатака? Ништо, секој студент си има своја задача како ќе го изврши прегледот, почнуваме со општите методи на преглед, па понатаму во однос како ги добиваме резултатите од самиот преглед, секој си има задача за поединечно да изврши преглед на одреден орган или органски систем. Како што и кажа, како што не е. Да, добро, дали може сега да почнеме со прегледот, да видиме значи како изгледа тоа? Е ваква чудо да сега сме немале на телевизија, нашите деца не виделе и нивните мајки, татковци, баби, дедовци и сите. Еве сега е шансата да почнеме со прегледот. Ево сега Мирче на пример мереше температура, Мирче измери температура. Мирче температурата што вели сега за сега? 39 е нормално. Да, нормална за кучиња така што се
Одлично, значи една година куче, значи 39 температура. Јас кога имам таква, мене ме треба да пијам апчиња, на кучето не му даваме ништо. До година дена старост се нормално температура. Во ред, понатаму се прегледат? Понатаму се прегледат, Ивица имаше задача да го измери бројот на пулсните удари, односно бројот на пулсот. Пулсот се мери во рок од една минута, се мери на еден крвен сад кој се наоѓа во внатрешноста на бутната мускулатура, тој се познат како артерија феморалис. Затоа и таму го допираат. Да, затоа и таму го допираат и сега во рокот на една минута ги брои тие пусни таласни циркулациони таласи. Со него добиваме директна информација за работа на срцето, односно на циркулационен систем. Ова ќе видиме значи колку пулсни удари има ова куче, отприлика колку треба да има куче пулсни удари во една. Пошто вака, кучињата се многу интересни, човекот со својата не само со својата маса, но и со својата наука направи многу голем број на раси на кучиња. Во светот се признати преку 340 раси, што значи имаме мали чивави од неколку стотици грама до големи, да речеме, кои големи кучиња сега. Бернардинец 70-80 кила. Аљаска малобојте негде до 40 кила. Али, например, Бернардинец или, например, Арлекин Дога. Да. Арлекин Дога, тие се сите големи кучиња и нормално е да има широк распон на бројот на пусните таласи кај нив, па кај кучињата се смета дека нормален број на пусни таласи се движи од 60 до 120. Ајде сега видиме дали пулсот е измерен и што може да кажеме по тоа прашање? Пулсот на животното во една минута изнесува 83 удари. Дали е тоа во ред? Тоа е во ред. Во ред, значи ова кученце нема проблем со свој. Так. Сега следната фаза на мерењето ќе направи Лјупчо. Лјупчо ќе го мери значи бројот на дишењето, бројот на дишните движења. Со оглед дека некогаш кај кучињата е малце потешко, секогаш ние користиме, за посигурни да бидеме, секогаш користиме стетоскоп и кој го стават на предодот на трахејата и на тој начин преку дишните движења, значи го мериме бројот на дишни осцилации во текот на една минута. Еве започна преглед, може да гледачите да видат, гледачи тамо, не вамо, тамо, ете, гледате сега на кученцето, исто значи му го прават тоа што ни го прават и нас кога одиме на доктор, само нас ни прават исто едно тапче, кажи А, па ја викам А, оде на кучето не му прават така. Ќе му правиме се. Ќе му правите така? Да, мора, затоа што кучето очигледно е дека има проблеми некои кои се поврзани за носот и на горниот респираторен тракт. Значи нешто со дишните патишта и гледаме дека муслини носето мокро му е носот. Ева сакав јас да прашам, имам дома мачка и мојата мачка е сијамска и ностоп е мокар носот. Зошто има мокар носот на мачките или на некои од кучињата постојано? Затоа што влажноста кај слузниците, односно влажноста кај ливавиците кај животните е нормално. Тоа е нормално, треба да постои и секогаш кога е влажно носето, значи тие знаат дека се здрави. Значи здрава е мојата мачка, тоа беше прашањето што сакам да поставам. Так, али има некоја разлика кога во случаи да постојат одредени наслаги или одредени други промени покрај таа влажност, може веќе да збораме дека некои локални лопти промени на организмот веќе се настанат. Благодарам, еве заврши значи прегледот, да видиме Лјупчо беше да ни каже каква е ситуацијава, дали е во ред кучето или не. Кучето со бројот на инспириуми е во ред, 26 инспириуми во рокот на минута. Значи со тоа е во ред, значи што не чини тоа кученце, како да откриеме? Сега моментално колегите ќе скултираат горните дишни патишта и дел од белите дробови да видиме дали се случува некои промени внатре преку слушањето значи на тие респираторни шумови и ќе видиме доколку тие постојат да видиме кои други промени би се присутни и би ги очекували да го опишеме после сите понатаму прегледи кои треба да се извршиме. Започна значи сега овдека прегледот. Вакви емисии до сега сум гледал само на Discovery Channel и на Animal Planet, почитувани гледачи, специјално за канал 5 Дарко Мелдовски супер преда. Пак не знаеш да гледачи, Што му направивме сега значи? Го избришавме со обична касичка, потаму ставивме витамин А за да биде бидејќи мајде суво носото, и му се навлече малку и да не му фука.
таа возможна заштита на службата. Ова е стандардна процедура? Да. Супер, добро, се враќаме понатаму. Прегледот како ќе продолжи сега? Па отварање на усната шуплина. Ајде да видиме да отвориме устната шуплина, за тоа е задолжен колегата. Да, колегата. Колегата нека повели да видиме сега што има кучето во неговата устна шуплина, што не е варит. Ајде. Гризат кучињата? Гризат. Се случува, значи и да каснат. Затоа треба голема пазар. Се надеваме дека нема да имаме таа среќа, да не знам дека гризна некој. На кучето и мало така. Изнајдено. Така да нема да се обиде да касне некој од нас. Да вршиме, значи, проверка на устната празнина, проверка на тонзилите на сутрениците и на целата внатрешна слузница, значи на самата устна празнина, на забите и на јако. И еве сега за крај, значи, откако го прегледавме комплетно прекрасно младачко суштество на пред нас, која е дијагнозата за крај? Очигледно е дека кучето има воспаление на горни и дишни патишта, значи со промени кои се карактеризираат, значи во носните проходи, а исто така значи промени кои има на самиот ларец. Воспаление, значи на ларингитис, типичен со значи и ринитис на самиот нос. Еве дека точно знаеме што му е значи нова прекрасно мало кученце овдека. Михаела, кој е твоето прашање? Моето прашање е дали болните кучиња може да ги засадат луѓето? Еве сега батко Горан да ни објасни дали болните кучиња можат да ги заразат луѓето. Да, може, има некои болести кои се заеднички и за животните и за човекот и познати се под името зоонози. Тоа се голем комплекс на заболување кои може да бидат од различна природа, од микробиолошка, паразитолошка и слично. И таквите болести уствари представуваат една од најопасните можности за инфекција на самиот човек. За да кажеме, значи, за малите деца кога се на улица и кога ќе видат болно куче, значи да знаат што точно да прават со него, каде да се јават и како да постапат. Најпрво кога би се видело болно куче на улица, е секогаш да известат, значи, локалните ветеринарни лекари кои ги имат во поголем број во градот, да се јават на нивните броеви, да видат да можат да контактираат со него или доколку можат со нивните родители да ги донесат кученцата во некој од амбулантите, односно или во оваа амбуланта овде каде што се прибираат кучиња кои се неизгрижени од страна на собствениците. Во такви случаи ние ќе вршиме прегледи и лечиме тие кученци. Горан, благодарам многу за опширниот одговор, фала ви многу и на вас. Се најдобро, драго, баш ми е мило вака што овие колеги малечки колеги од Супер Звезда беа тука дојдени и денес со моите колеги студенти. Благодариме многу и благодариме и на студентите. Ки мафнеме, дечки? Еве, чао за сите вас. Ќе направиме мала пауза, да одмориме ние, да одморат и нашите гледачи и нашиот камерман Сале, а ние одиме надвор во дворот, тамо да видиме уште неколку прашања, па ќе даеме одјава и тоа би било се за денес. Одиме со кратка пауза. Еве, тука сме повторно, значи, заедно со студентите по ветеринарна медицина, да им пратиме многу пак на жена нив. Ги видовме оние кои што беа во натре, а сега ова се групата кои што ги надовме надвор. Батко Борис, да не ги прекинавме на некоја задача, одека, на некоја вежба. Моментално имаат вежби по предмет интерна, меѓутоа за одјава ќе одветно се организиран сигурно. Да, убаво ли е да се биде ветеринар? Сакате ли или се каете што станавте ветеринари? Сакате, браво, да им порачаме, значи, на Супер Звездите и сите малечки деца кои што ја гледаат. Оние кои што имаат голема љубов кон животните и оние кои што сакаат да го остварат својот сон, да бидат цел живот заедно со нив, што треба да станат? Ветеринари, да носат вакви бели мантели, да им мафнеме, да ги поздравиме, да им пратиме многу пак на жена сите кои што ја гледаат. И за крај еден совет за децата да дадеме каков совет, што треба да прават со животните, да бидат добри, да ги влечат за опашка, да ги тепаат со камења или не. Така, не само децата, него и возрастните не треба да ги тепаат, не треба да ги малтретираат, него треба да се грижат за нив. Доколку има некој проблем да се јават на нашиот телефон 205 305 и се надевам дека ваков тип на емисии, каде што е представен животот на едно куче спутник, ќе донесе да се подобри нивниот живот во нашиот град. Благодарам многу што ме примивте денеска овдека и благодариме на сите ваши колеги кои што дојда овде, кои што се грижат на еден ваков начин и прават добро за овие прекрасни животинчиња кои што ги гледаме на секаде на нашиот град. Дечки, убаво ли се поминавте тука? Може ли сега да им кажеме чао на сите кои што ги сретнавме овде, на сите батковци и тетки, да им мафнеме на нашите батковци и тетки кои што не примија овдека?
Да имавме на нашите гледачи да им кажеме да бидат добри, да бидат весели, да поздравуваме и ве сакаме. Супер звезда ќе гледате повторно следната сабота во 10 часот на Канал 5 телевизија. До тогаш бидете добри, сакајте ги мама Тано, сакајте ги бато и сестричка, но сакајте ги сите животни што се наоѓаат околу вас. Чао, 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 бидете поздравени. Ве гушкаме и сакаме пријатно и до гледање. Чао!